Безбедната крв и крвни производи спасуваат милиони животи секојдневно. Потребата за крв е универзална, но не секој има еднаков пристап до неа. Доброволното дарување на крв представува одраз на највисоки етички, хуманитарни и морални вредности. На 14 јуни секоја година светот преку различни настани го одбележува Меѓународниот ден на крводарителството, а на Светскиот ден на крводарителството утринава разговараме со Александра Валкановска, стручен соработник за крводарителство во Црвен крст на град Скопје. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро за вас, добро утро за гледачите на Македонска телевизија и секако благодарна за поканата на овој ден. На овој ден се истакнува значењето на доброволните, неплатени крводарители, но и се подигнува токму јавната свест за потребата од дарување на крв. Со цел нели обезбедување на квалитетна и редовна крв и крвни продукти за сите оние пациенти на кои што им е потребна. Зошто е важен токму Светскиот ден посветен на крводарителството? Секоја година земјите ширум светот во нашето движење во рамките на Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина исто така и во нашето национално друштво се одбележува 14 јуни Светскиот ден на крводарителството. Овие денови всушност имаат едно поинакво значење, бидејќи тоа е ден кога всушност и повеќе зборуваме за крводарителството, за потребите од крв, од крвни продукти и воопшто потребите секој оној кој што сака, кој што може да дарува крв, дека барем еднаш во во годината треба да го направи тоа. Апелираме секогаш, зборуваме на таа тема и секогаш овие промотивни настани или пак денови ги користиме да испратиме токму една таква порака до сите, до пошироката јавност, до сите оние кои што не следат, кои што не гледаат, кои што се тука до нас, дека всушност крводарувањето е една здрава животна навика, на здрави луѓе, тоа не се пациенти, тоа се луѓе кои што навистина и може да направат нешто добро пред се за себе, па и за другите, спасувајќи не живот, туку животи со едно дарување. Така што и овој 14 јуни го користиме да испратиме таа универзална порака годинава дека всушност дарувањето на крв е чин на солидарност и дека всушност е важно секој оној кој што може да се приклучи кон тоа големо што велиме хумано семејство, да даде свој придонес преку дарувањето крв и да спаси животи. Секоја година Светскиот ден на крводарителство се одбележува со низа активности. На кој начин годинава Црвениот крст на град Скопје и Црвениот крст во нашата држава ќе се вклучи токму кон одбележување на 14 јуни? Така, секоја година правиме некаква активност или активности, меѓутоа фокусот на годинава е да се испрати таа порака за тој чин на солидарност, дарувањето крв. Ќе ги искористиме социјалните мрежи како еден медиум, бидејќи многу често токму младите кои што ни се целна група се и присутни на социјалните медиуми, допираат до нив пораките од ваков вид. Меѓутоа и на овој ден се организираат и повеќе крводарителски акции во повеќе институции и организации. Конкретно кај нас во Дневниот центар за дарување крв, веќе неколку граѓански организации, здруженија, фирми и така натаму со дел од своите вработени покажаа интерес дека токму на овој ден сака да даруваат крв, што е за поздравување бидејќи нели го искористија 14 јуни како ден за една општествена одговорност преку чинот на дарување. Исто така денес има голема крводарителска акција во просториите на Алкалуид, каде што всушност нивните вработени исто така мотивирани од солидарност, од хуманост, од тој алтруизам како што е всушност делот на крводарителство, даруваат крв, така што тоа е една голема бројка, повеќе од 100 вработени кои што се мотивирани токму денес да даруваат крв. Има и неколку акции низ републикава, низ целата држава, кои што исто така можеби еве денот го одбрале како ден за одбележување за промовирање на крводарителството. Меѓутоа, оно што секогаш го нагласуваме дека да, денес и тука треба да се зборува и да се нагласува и да се организираат крводарителски акции, меѓутоа крводарителството бара континуитет. Значи, ако денес имаме реализација на 100 или 200 единици крв, тоа е доволно, да, за неколку денови или пак не знам една седмица, меѓутоа утре мора повторно да се активираат и крводарителите во различни средини, повторно да има крводарителски акции, така речиси 365 дена во годината, затоа што секојаш има потреба од крв, од крвни продукти, секојаш таа треба да е свежа, достапна на пациентите, или пак како што често велиме и апелираме дека секојаш крвта треба да биде таа што треба да го чека пациентот, никогаш да не се случи обратното, затоа што сепак има многу ситуации, потребите се
големи во однос на потребите на клиничките центри, во однос на болните, повредените и сите оние кои што имаат потреба од тие крвни продукти. Така што секогаш сме тука да мотивираме, да зборуваме, да поттикнуваме всушност како што е улогата на Црвениот крст. Како што споменавте и претходно, во годинешната тема за одбележување на Светскиот ден на крводарителството е преземена од Светската здравствена организација и е под мотото дарувањето крв е чин на солидарност, придружете се во напорите и спасете животи, и тоа се со цел да се стави токму акцент на вниманието на улогата на доброволното дарување на крв и секако за спасување на животи, но и да се зајакне она солидарност токму во заедниците. Колку ваквите кампањи досега успеваат да ја подигнат, да ја остварат својата цел и да ја подигнат токму свеста за кај населението за потребата од безбедна крв и крвни компоненти? Исто како и самиот процес, односно крводарувањето, како што велиме дека бара континуитет, така и овие кампањи и активности исто така и имале континуитет низ годиниве, меѓутоа и вродиле со плод. Навистина можеме да се пофалиме и да зборуваме за едно високо развиено крводарителство во нашата држава, зборувајќи за потребите од 55.000 единици крв на годишно ниво на територија на целата држава. Секогаш се обезбедуваат тие потребни количини и секогаш се надминува тој процент, ако веќе зборуваме во проценти, што значи дека навистина луѓето се мотивирани да даруваат крв, мотивирани се да го направат тоа волонтерски, односно алтруистички, доброволно, неплатено, бидејќи тоа се најважните принципи во светот, бидејќи ретко кое национално друштво или пак држава во светот може да се пофали со 100% остварување на годишните планови. Тоа кај нас се случува, бидејќи во тој процес навистина не е едноставно да се врши планирање. В нашите служби во соработка со Институтот за трансфузиона медицина тоа планирање го прават годишно. Значи, на завршетокот на календарската година се планира веќе за наредната година, меѓутоа планирање за сите оние што споменав 365 денови. Што значи дека годишниот календар за 2022 како тековна година е направен веќе минатата година и точно се знае кој ден, каде има крводарителска акција, приближно колку дарители се очекуваат тој ден и колку би траела таа акција. Само со такво добро планирање, со поттикнување, секако дека има некои вонредни акции или пак адхок акции по потреба, појавување на фирми, компании кои што тек изразат желба, меѓутоа само со едно такво планирање се постигнува тој континуитет. Затоа што ние имаме и големи акции со, не знам, повеќе од 300-400 дарители, меѓутоа тоа не значи дека наредните месеци или месеци треба да бидеме спокојни дека резерви има. Не. Тоа значи дека повторно и повторно треба да се мотивираат луѓе, повторно да се организираат акциите, затоа што потребите се исто така тековни. Тековни и секојдневни. Споминавте крводарителството е еден процес кој што треба да трае во континуитет. Во тој поглед, каква е соработката со Институтот за трансфузиона медицина и какви активности генерално реализира Црвениот крст во текот на целата година во поглед на крводарителството? Крводарувањето е, согласно и законските решенија, еден процес кој што е поделен помеѓу Министерството за здравство, поточно Институтот за трансфузиона медицина, како институција која што ја собира, односно под дарувањето, крвта се процесира, се преработува, се распределува оному каде што е потребна соодветно, додека пак улогата на Црвениот крст е во делот на промоција, унапредување на крводарителството, организација на крводарителските акции, доделување награди, признанија за крводарители и се она што значи до чинот на самото дарување грижа за корисникот, односно за крводарителот. Тоа значи дека во тој процес навистина работиме како еден систем во кој што секој си ги знае своите улоги и само така се постигнува она што велиме успех, односно задоволување на потребите од крв и продукти и крвни продукти. Црвениот крст не само во Скопје, на територија на целата држава, преку општинските организации, преку развиената мрежа, секој ден е активен на терен. Тоа значи дека секој ден се врши промоција, секој ден се закажуваат крводарителски акции, се оди по тој план, се планираат нови акции и сме присутни меѓу граѓаните. Секогаш е важно да бидеме присутни помеѓу младите како едни потенцијални млади дарители кои што треба да се вклучат или пак да се поттикнат, меѓутоа никогаш не ги забораваме и повеќе кратните дарители, затоа што пак тие се едно јадро кое што навистина се многу важно. Тие се и промотори, тие се и мотиватори во нашите средини. Има и организирани форми на действување, морам да споменам дека во Црвениот крст на град Скопје конкретно има клуб на крводарители. Тоа се луѓе кои што доаѓаат од различни средини, од работни организации, училишта, компании и така натаму, кои што во собствина
сопствените средини се организатори на крводарителски акции, мотиватори и во сопствените средини навистина прават огромни успеси. Тие се позитивниот пример позади кој што стојат плејада на други крводарители. Имаме и клуб 25, клуб на млади крводарители мотиватори кои што пак зборуваат, кои што агитираат, кои што се активни во средините каде што има млади, училиштата, факултетските средини и така натаму. А не може да се заборави и дневниот центар за дарување крв како една локација каде што секојдневно секој кој што може би нема матична средина или пак не може да појде во институтот за трансфузиона медицина да дарува крв, да го стори тоа токму таму. Така да секој работен ден од 8 до 14 часот центарот е отворен за сите дарители кои што сакаат и може да даруваат крв. Црвениот крст секогаш отворен за сите оние кои што сакаат да донираат од најскапоцената течност, би рекол. Светскиот ден на крводарителството, споминавте и претходно во одговорот, е одлична можност да се искаже благодарност токму на доброволните оние наплатени крводарители за подарената на крв, која што секако значи спасени животи. Нивниот придонес останува клучна алатка во спасување на животи на светско ниво. За какви бројки на доброволни крводарители може да се говори во моментот во земјата? Располагате ли со некаква статистика во тој поглед? Така, ако зборуваме за статистика, иако никогаш не сакаме дарителите да ги гледаме како бројка или статистика, еве преку единиците крв, ако потребите се 55.000, ние секоја година имаме надминување на тие бројки, меѓутоа не е добро и многу на таа бројка, затоа што сепак тоа е рационално планирање, рационално трошење на таа крв и крвни продукти. Инаку зборуваме бројка за околу 30.000 активни дарители на ниво на цела држава и секојаш зборуваме дека тие се активни, односно се вклучуваат некој можеби еднаш, некој два пати, меѓутоа согласно она што велиме, мажите може да даруваат крв на секој 3 месеци, жените на 4 месеци. Зборуваме за навистина една голема бројка на дарители. Меѓутоа секогаш велиме дека е добро да се вклучат и младите, да ги поттикнеме. Кај нас ете може би интересно што имаме и навистина млади дарители и ги поттикнуваме истите и последните години е зголемен бројот на младите дарители токму преку тој пристап на врсничка едукација, промоција и така натаму. Меѓутоа подеднакво да се грижиме и за оние што се средновечни или пак дарители кои што навистина имаат огромно искуство зад себе и секогаш ние барем од Црвениот крст се трудиме да ги испочитуваме. Дали се тоа награди, признанија, средби со нив, мотивацијски работилници, семинари, спортски игри или пак тие што во своите работни организации го користат како алатка за мотивација, секогаш го поздравуваме, го поддржуваме и сметаме дека навистина е многу важно тие форми да бидат и понатаму застапени, да го промовираме дарувањето крв токму на тој начин со позитивен пример, со личен пример, бидејќи само така луѓето може да имат една целосна и комплетна представа што значи дарувањето крв. Крводарителството секако ги потикнува оние особини на хуманост и солидарност кај граѓаните, особено кај младите, придонесува за потикнување на здравствената култура и јавната свест. Имајќи го предвид ова, зошто е исклучително важно да се гради еден позитивен однос кон крводарителството во едно општество? Навистина е важно затоа што секогаш треба да се појде од принципот на алтруизам. Значи, ние не ги мотивираме младите заради бенефициите или заради оно што ќе го добијат. Едноставно треба да размислат и да бидат свесни, иако на почетокот нели младишкиот дух е таков, да, ќе се дарува заради двата слободни дена во училиште, да бидеш навистина интересен, виден во својата средина, меѓутоа со тек на време сето тоа се менува. Бидејќи затоа велам алтруизмот, односно човеколюбието и чувството на солидарност, хуманост, дека всушност со тоа дарување се спасени животи. Со делењето на тие крвни компоненти под секоја кисичка дарувана крв, понатаму или во текот на животот, па и младите луѓе многу често стануваат свесни дека направиле нешто поинакво, дека се тие навистина поразлични од своите врсници, дека навистина спасиле животи преку тој чин на дарување крв. Така што тоа е основното од кое што тргнуваме. Веќе повозрастните се многу свесни, тие и веќе велат дека дарувањето крв станува дел од нивното секојдневие, од нивната животна рутина. Тие навистина дури чувствуваат и потреба кога ќе поминат тие 3, односно 4 месеци жените, дека сакаат повторно да даруваат крв. Степак тоа е една здрава животна навика. Навистина ќе потикнуваме дека тамо се Институтот за трансфузиона медицина, односно лекарските екипи, кои што ќе направат еден разговор со дарителот за неговата здравствена состојба, ако е во ред се ќе пристапи кон чинот дарување крв. Свесни сте дека тоа трае околу 10 минути, целиот процес не повеќе од 30 минути, што навистина многу малку во денот со оглед на што све друго правиме и се случува.
А кога се во поглед активностите на Црвениот крст, барем во однос на крводарителството, не се само овие крводарителски акции кои што ги споминавте, во континуитет изработувате и одредени материјали, организирате предавања, трибини и кампањи со различни целни групи. Секако тука си едукативните семинари и работилници кои што ги организирате токму за едукација за мотиватори за доброволно крводарување. Каков е предизвикот да се координираат и да се организираат овие настани со цел промоција на крводарителството во земјава? Бидејќи станува збор за нешто што е наша, една од можеби и најпрепознатливите активности во Црвениот крст, сепак е предизвик, меѓутоа и задоволство да се работи со тие луѓе. Свесни сме зошто го прават тоа, од што се поттикнати или побудени чисто од овие претходно споменати алтруизам, хуманост, солидарност, човеколюбие кон другите, помош, поддршка во заедницата, така што навистина задоволство е да се работи со тие луѓе. Без разлика дали се помлади, повозрастни, средновечни, сепак тоа се луѓе кои што се нарекуваат и позитивен пример во заедницата. Зошто? Затоа што прават нешто поинако, ги мотивираат другите да го следат тој пример. И навистина секогаш треба да се вложува во нив, во нивното знаење, во нивните вештини, како тие да станат подобри промотори, мотиватори на крводарителството и секогаш застануваме зад нив кога треба или пак кога на нив им е потребна поддршка во однос на нивните средини. Секогаш сме тука да зборуваме на таа тема, да потекнуваме повеќе, бидејќи секогаш треба да сме свесни дека некогаш заради биолошки причини, нели, старењето и неможноста да даруваат крв, дарителите кои што не биле редовни, традиционално дарувале крв, меѓутоа ќе не може заради хронична терапија, заради некаква болест, заради самата возраст и секогаш треба да бидеме свесни дека треба да потекнуваме и млади и средновечни дарители да се продолжува таа традиција и да бидат свесни дека секогаш ќе има потреба од крв и крвни продукти, бидејќи тоа не е лек, како што велиме, кој што може да се замени, купи, обезбеди на друг начин, секогаш треба да бидеме свесни дека тоа треба да биде од некој кој што ќе ја дарува крвта, како ска. Секако треба сите да бидат вклучени токму во процесот на крводарителство, особено како што споминавте, треба да ги мотивираме младите да бидат дел од крводарителската мрежа во земјава. Сосема накусо на крајот на денешниот разговор, која е пораката по повод Светскиот ден на крводарителството? Јас само сакам да го честитам денот на сите оние крводарители кои што ги има навистина во голем број. Да им посакам добро здравје пред се, бидејќи тоа свативме дека е најважно, а тие и тоа многу добро го знаат, бидејќи крводарителите се навистина здрави личности кои што помагаат на оние кои што им е потребна крв и крвни продукти. Ќе ја потекнуваме солидарноста во заедницата. Еве, крводарувањето е еден од тие елементи кои што може да даде придонес и навистина им посакувам уште многу долги години да бидат и крводарители, да потекнуваат и помеѓу останатите, односно во своите средини, во семејството и уште долги години да биде дел од нивната животна агенда. И да бидат секако позитивни примери во заедницата. Александра, благодарам за денешното гостување во Македонија наутро. Знам дека денешниот ден е со набиена агенда и секако со низа активности со цел успешно да се одбележи Светскиот ден на крводарителството. Ова е дефинитивно ден кога ги славиме, би рекол, модерните херои на заедницата, односно крводарителите, но и ден кога треба да секако да се потсетиме на значењето на крводарителството. Благодарност за поканата, секако денот продолжува понатаму.